Здраво на сите. Моментално е 8 сатот, скоро 8 сатот. Нема ни полн час откако нашиот сакан клуб, ракометниот клуб Еврофарм, изгуби во финалето на купот од Вардар. Не верувам дека има некој, не верувам, туку сигурен сум дека има некој битолчанец што не му е криво и што не е жали. Ова денес е покрај се што доживеавме во животот, и победи, и порази, еден голем пораз за ракометна Битола. Жално, но вистините. Треба наскоро сите, особено тие што се во управата, 75%, 25%, да направат длабоки анализи и да видат каде е утната ова сезона. Инаку, јас не велам дека многу се разбирам од ракомет, не велам ни дека не се разбирам. Голем дел од моите пријатели и другари се бивши и активни спортисти, ракометари, тренери и така натаму. Кога пред 20 кусуро години со господинот Стојче Ѓоргиевски, Мариоецот, бевме спонзори, односно тој беше спонзор, а јас му бев десна рака. Порано клубот поинаку функционираше, не беше како сега управа од 30 луѓе на платен список на терет на општината и така натаму, не е нито битно. После тоа дојде Трифун Костовски и во времето на Спире Мавровски беше последната титула за Пелистер, значи за чист Пелистер. Последните две титули се на Еврофарм. Еврофарм кој што, ајде правно, има друг матичен број во централен регистар од оној што го имаше РК Пелистер, кој што освои 6 титули, а Еврофарм Пелистер освои 2 титули. Ракметната платформа е уште една година. Јас се надевам дека ќе ја продолжат во интерес на спортот и на градот, но ќе видиме. Не зависи ни од мене, ни од народот, зависи од газдата на клубот и од општината. Сега ќе дојдат локални избори, дали ќе има промена или не е битно. Клубот мора да постои, обстои. Доколку не се продолжи платформата, го имаме Еврофарм Пелистер 2, кој што е оригиналниот Пелистер, и тој клуб, значи ќе си продолжи понатаму и верувам ќе не радува. Да се вратам, значи, на успесите кои што ги имаше Пелистер како Пелистер Стипта Комерц Компани, учество во финале на Челендж купот и после Пелистер Кометал, шампион на Македонија. Меѓутоа, еве, сегашното раководство на клубот, по мое, не се одважи да го крсти, по битолски речено, клубот правно, значи како субјект, нека стои Еврофарм Пелистер. Меѓутоа, требаше да ги купат симпатите на цел град и да напишат клубот дека е Пелистер Еврофарм. Тоа е веќе стара болна тема која што на почетокот и навивачката група Чкембари се залагаше да биде клубот Еврофарм Пелистер, меѓутоа во интерес, верувам, во интерес на спортот, на клубот, на успехот, на Битола, на сите нас, значи клубот се вика Еврофарм Пелистер. Еве сум јас пред спортската сала. Многу ми е криво за денешниот пораз. Многу е тешко дека ќе освоиме и титулата. Дај Боже, новиот тренер после Бранче, кој што цел град го напаѓаше. А видовме дека Бранче освои титула, го изгуби купот. Меѓутоа на битолчани му сметаше тоа што бил, не знам, цуел, викал,
веројатно многу малце гледаат спорт, не ќе никој да навредам. Многу малце гледаат спорт. Бранче да не е авторитет како Желко Обрадовиќ во кошарката, меѓутоа балканскиот менталитет и сите тренери, јас сум 49 години и скоро 43-4-5 години во спортската сала Младост или сега Боро Чурлевски. И смената на Бранче вроди само порази, не вроди со победи. Алонсо, имам респект кон него, меѓутоа беше секаде помошник. Помошник во ракометот, во овој модерен ракомет, не е помошник како Касим Каменица, што ги имаше помошниците, како Мунитич, како Гужва Евремовиќ, како Маковеј. Туку сега помошникот е една врста видеотехничар во Тера телевизија. Ги гледа снимките на следните противници и вади клипчина и ги пуштат на ракометарите да видат екипата што е следен противник, кај е добра, кај е лоша. На крај имам многу да зборувам. Сакам да ги поздравам сите спортски работници во Македонија, не само во Битола. Сите кои ете јавно, тајно ме поддржуваат. Јас се уште велам дека никој не е совршен, не знам многу за ракометот. Тие ми пишуваат, ми се обраќаат, ми се јавуваат, ме уверуваат дека сум доста добар познаник на ракометот и ракометната игра. Мене ми е мило што тие мислат така. Човек учи додека е жив, некогаш сме поведени од емоциите, некогаш сакаме можда и очекуваме премногу од екипата. Моменталната екипа веројатно нема играчи за тој дострел. А истата таа екипа на Парис Сен-Жермен со Бранче му извади 2 гола негатива насред Парис. Така да, вистина, не можам денес, после овај пораз, во 8 сатот ноќе или 20 часот и 10 минути, да извлечам поука. Не е ни моја работа, меѓутоа, пошто си го сакам клубот, Пелистер, ракометот, фудбалот, кошарката, бојката, куглањето, да бидеме успешни колку што можеме и не смееме да го занемариме фактот дека позади Вардар веќе стои државата, министер Борко, кој што е вечен непријател на Пелистер. Стојан Джестилов е спортски непријател, но не како Борко и вечен непријател само за на терен. Нормално, тие се професионалци. Се поздравувам и посакувам на секој наш клуб и на сите вас што гледате. Ке трај ова видео 8-9 минути. Многу успех, среќа, да бидеме радосни, а пред се да имаме добро здравје. Само Пелистер, само Битола.